И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата InTouch. Здравот од Бог. Насловот на оваа порака е Стравот од Господа. Сега, кога ќе го слушаш тоа, запрашај се себе си, дали јас имам стравопочит кон Бог? Дали тоа значи нешто друго? Кога се употребува во писмото природно, ние треба да се плашиме од Бог ако живееме во грев. Тој е свет Бог, праведен Бог. Стравот е од Бог. Сега, дали ти се плашиш или не, зависи од тоа како живееш. Ако живееш во грев, ти имаш право да бидеш апсолутно исплашен од Бог. Тој вели, душата која греши ќе умре. Платата за грев е смрт. Одредено е за човекот да умре еднаш, а потоа на суд. Живееш во грев, имаш право да бидеш исплашен од светиот Бог. Единствениот вистински Бог, Јехова, Јахве, Елохим, неговиот син Исус Христос Господ, ти имаш право да бидеш исплашен. Но дали тоа е значењето? Затоа сакам да свртите во книга Повторени закони. Има еден стих кој сакам да го прочитате, кој е толку јасен, а ни кажува на што треба често да се потсетуваме. Повторени закони, глава 13, стих 4 вели: Ти ќе го следиш Господа твојот Бог и ќе се плашиш од Него. Ќе ги држиш Неговите заповеди. Ќе го слушаш Неговиот глас, ќе му служиш и ќе се држиш до Него. Сега, тоа е голем залак, па ајде да го прочитаме повторно. Ти ќе го следиш Господа твојот Бог и ќе се боиш од Него. Ќе ги држиш Неговите заповеди. Ќе го слушаш Неговиот глас, ќе му служиш и ќе се држиш до Него. Тоа е Неговата заповед. Што мислиме со тоа страв од Бога? Едноставно ова, да си богобојазлив, да го цениме Него, да го почитуваме, да го возвишуваме, да го воздигнеме високо, да го обожаваме, да се покориме на Него, да го признаеме Неговото достоинство, да дадеме чест на Неговата позиција како создател и судија на целото човештво. Кога ти го познаваш Исус како твој спасител, тоа значи да се боиш од живиот Бог. Така ќе ве прашам нешто. Дали ви имате Божји страв? Јас никогаш не сум почувствувал страв од Бога. Јас мислев дека тој е само Бог на љубов. Тој е Бог на љубов. Тогаш, зошто би требало да бидеме исплашени? Вие не треба да се плашите. Не мислиме на тоа. Ние рековме да имаме длабока почит, највисокото почитување, да се покориме на Него, да го возвишиме, да се принесеме пред Него, да му се предадеме. Дали имате таков вид на дух спрема семокниот Бог? Тој вели дека ние треба да имаме страв од Него. Сега, писмото вели во Псалм 147:11: На Господ му се омилени оние кои се бојат од Него. Затоа запрашајте се, дали се боите од Бог? Ако да, тогаш Бог ве милува. Ако тој ве милува, тогаш тој има благослов за вас. И така, ние не сакаме да се збуниме, не зборуваме за да бидеме исплашени од Бог, зборуваме за тоа да го почитуваме со највисока почит, што не води да му се покоруваме и да го следиме. Господ им е наклонет на оние што се бојат од Него. Во Псалм 33 стих 8 тој вели: слушајте, нека се плаши од Господа целата земја, нека треперат пред Него сите жители на вселената. Размислувам на двајца разбойници на крстот со Исус. Исус во средината, едниот од едната страна со ужасни прашања кон Исус: зошто ти не направиш да се симнеме од крстот? А другиот разбойник го прашува: нели се плашиш од Бог? Затоа, јас ќе ве прашам вас. Ако тоа значи да имаме длабоко почитување за Бог, да го почитуваме, да му се покоруваме, да се принесеме пред Него, да се предадеме, да го следиме, да го обожаваме, да го воздигнеме, дали ти се боиш од Бог?
Или тоа е некој само за кој зборуваш, некој на кого се молиш во случај на итност, некој на кого мислиш еднаш од време на време, некој на кого се молиш кога се најдеш во неволја, кога не знаеш што да правиш, кога си исплашен. Кој е овој Бог? Писмото вели дека ние треба да се плашиме од живиот Бог. Имајќи го тоа наум, ајде да помислиме како светот размислува за Бог. Помислете на тоа за момент. Тој вели, ние да се плашиме, но како светот размислува за него? Затоа сакам да свртите во Римјаните, 3 глава. Сакам да забележите како светот размислува. Со други зборови, ние зборуваме за стравот од Бога. Писмото вели во Римјаните, 3 глава, стих 10. Нема праведни, ниту еден. Нема никој кој разбира, нема кој да го бара Бога. Сите се отстранија, заедно станаа безкорисни. Нема кој да прави добро. Нема ни еден. Нивното грло е отворен гроб. Со нивните јазици продолжуваат да измамуваат. Под јазиците нивни, змиски отров. Устата нивна е полна со клетви и горчини. Нозете нивни им се брзи за проливање крв, пустош и маки по нивните патишта. А патот на мирот тие не го знаат. Нема страв Божји пред нивните очи. Тој само пишува во оваа одредена глава дека таков е светот. Нема страв Божји во нивните очи. Тоа значи во нивното разбирање. Како што го гледаат животот и погледот на светот нема страв од Бога, нема почит кон Бог. Сушност, Бог е проблем за нив, бидејќи тој им се меша во нивниот пат. Светиот Бог не толерира грев. Светиот Бог нема да ти даде да ти биде удобно, живеејќи во грев или на вистина да уживаш за себе си. За момент може да имаш некои кратки моменти на среќа или радост, но многу кратко. Бидејќи Светиот Бог го мрази гревот. Тој не го мрази грешникот, но тој го мрази гревот. Тој го мрази гревот заради дејството на гревот врз неговите деца. Ти можеби мислиш дека гревот е да се има добро време. Бог го гледа гревот како штета на неговата волја, цел и план за твојот живот. Затоа сакам да разберете што значи да се плашиме од живиот Бог, бидејќи еден ден секое колено ќе се поклони и секој јазик ќе исповеда дека Исус Христос е Господ за славата на Бог. Луѓето кои живеат во грев си мислат, па зошто да го сакам Бог во мојот живот, за да те задржи од умирање и од вечна одвоеност од Бог. И од тоа никогаш да не бидеш способен да станеш личност како што Бог сака да бидеш. И за да не го испуштиш небото. Не се плашиш од Бог, ќе го испуштиш небото. Не се плашиш од Бог и ако умреш во таа состојба, ти ќе одиш во пеколот. Кога го свртуваш грбот на Бог, ти го свртуваш грбот на твојата единствена надеж, на единствениот кој те љуби, се грижи за тебе и ти го сака најдоброто, но тој нема да те натера да го следиш, нема да те натера да го љубиш, нема да те натера да се покоруваш на него. Стравот Божји е света мисла. И така, кога ќе помислите на она што Бог го вели во Неговото Слово, определено е за човекот да умре еднаш и после тоа е судот. Дали ти го сакаш Бог во твојот живот? Ајде да те прашам. Без разлика што веруваш, ти не можеш да го избегнеш судот на светиот Бог, кој те љуби, но е спремен да ти даде доволно слободна волја, ако избереш да не го љубиш него, ако избереш да умреш без него, ќе ти дозволи да имаш она што го сакаш, спротивно на неговата сакана волја. Колку будалесно. Библијата вели дека Бог е свет. И ние треба да одиме свети пред Него. Велите, не, нема такви работи како светост. Да, има. Јас не реков безгрешен, јас не реков совршен, но свет. Ние се уште растеме. Така, кога ќе најдете некој христијанин кој прави грешки овде, онде, или гревови против Бог и бара Бог да му прости, тој не е совршен. Единствената совршена личност умре на крстот, повторно воскресна. Седна од десната страна на таткото, за да се застапува за мене и тебе. Бог е свет. Затоа ние треба да имаме страв кон Него. Ние треба да се плашиме од Него на правилен начин. Затоа сакам да зборуваме зошто ние би требало да се плашиме од Него. Еве што вели Божјото Слово.
Пред неколку моменти читавме за причината зошто би требало да се боиме од него, како што тој рекол во повторени закони, бидејќи тој го бара тоа од нас. Се сеќавате што рече тој? Тој рече многу јасно: следете го Господа вашиот Бог и бојте се од него. Извршувајте ги неговите заповеди, слушајте го неговиот глас, служете му и бидете приврзани кон него. Тоа е Божјата заповед за секој еден од нас. Прашањето е, зошто би требало да се плашиме од Бог? Па бидејќи тој го заповеда тоа, и второ, бидејќи писмото вели дека тоа е почеток на знаењето. Свртете во Изреки, 1 глава, стих 7. Стравот од Господа е почеток на знаењето. Има многу луѓе кои мислат дека се паметни. Сега, слушайте внимателно. Вие може да имате 25 оценки по 25 различни предмети. Можете да бидете авторитет над сите други авторитети. Можете да имате знаење за многу работи, но ако не се плашите од Бог, вие ја игнорирате најважната работа во животот. А ако е вашето заедништво со светиот Бог и тоа кој е тој, Бог вели, тоа е почетокот на знаењето, вистинско и искрено знаење. Ти можеш да знаеш некои факти за многу работи, но животот е учењето за тоа кој е Бог. Тоа е почеток на знаењето. Тој вели во Изреки глава 9, стих 10. Стравот од Господа е почеток на мудрост. Сакаш да бидеш мудра личност? Сакаш да бидеш мудра личност? Ходењето на училиште нема да те направи мудар. Ти може да имаш секакви оценки, тоа нема да те направи мудар. Писмото вели дека почетокот на мудроста почнува со стравот Божи. Мудрост да знаеме што да правиме, кога да правиме нешто, како да го направиме тоа, да знаеме што да веруваме и што да не веруваме. Мудра личност е некој во чијшто живот Бог живее, преку чијшто живот Бог го живее животот, кога тој имал намера таа личност да го има. Бог е Бог на мудрост. Ако јас ве прашам, дали сакаш да бидеш мудра личност? Па да, сигурно сакам. Тогаш, каде ќе почнеш? Почнуваш со семокниот Бог. Тој е Бог на мудроста. И тој ја дава неговата мудрост на оние кои се спремни да го бараат тоа. Спремни да го предадат неговиот живот на него. Спремни да се предадат на него. Затоа, многу често луѓето кои на изглед немаат многу образование, сепак кога ќе седнеш и ќе зборуваш со нив, си мислиш, драги Боже, каде ти го научиле ова и она? Бидејќи Бог им дава мудрост на оние кои ја бараат мудрост од Бог. Помислувам на неколку луѓе кои ги сретнам во животот. Повеќето од нив се биле баби со чијашта мудрост ме правеа да се чувствувам како дете. Чијешто години биле на покорување на Бог, предавање на него и гледајќи како тој работи. Побожна баба е една од најмокните личности на лицето на оваа земја. Побожна баба која го живееше низиниот живот, поминувајќи низ секаков вид на тешкоти и страдање, неволји, а сепак верувајќи му на Бог, се уште смеејќи се, молејќи се и благодарејќи му на Бог за тоа кој е тој. Стравот од Бога е почеток на мудрост. Потоа, секако, тој вели во Изреки 16, стих 6. Преку стравот од Господа се чуваш самиот подалеку од зло. Слушајте го тоа. Стравот од Господа те држи подалеку од зло. Кога јас и ти се плашиме од Бог, ние не сакаме грев во нашиот живот. Може да има нешто тука и таму, но ти се соочуваш со тоа, се покајуваш, се соочуваш со тоа, бидејќи Бог кој живее во тебе ќе ти даде желба за праведност. Тоа е правилно живење, побожно живење. Кога писмото вели дека таа мудрост, страф од Бог, не заштитува од грев, која е неговата цел заштитувајќи не од грев? Тој не заштитува од губење на нашиот живот, уништување на нашиот живот. Мудроста од Бог ни помага во секоја поединечна област од нашиот живот. Ако имаш големо прашање на ум, например, ти се обидуваш да донесеш одлука во твојот живот, важна одлука. Ако сте доволно паметни, нема само да сакате мудрост од човек, но ќе ја сакате мудроста од светиот Бог, кој ги гледа почетоците и крајот во исто време. Кој ги знае сите сложени работи од се со кое ќе се соочите во исто време. Мудроста од Бог, стравот од Бога, не да бидеш исплашен, но да му веруваш на него. Потоа, писмото вели во Изреки глава 3, стих 7 и 8, тој вели, слушајте,
Не се сметај за мудар во своите очи. Бој се од Господа и бегај од зло. Сега, видете го ова. Ако се боиш од него, ти ќе бегаш од зло. Тоа ќе биде здравје за твоето тело и освежување за твоите кости. Тоа значи кога ти го воздигаш Бог и имаш страв од него, тој вели дека тоа прави нешто на твоето здравје. Здравје за твоето тело и освежување на твоите кости. Едно од најмудрите работи што ти можеш да ги направиш за себе, физички, психички, делот кој го знаеш е да имаш страв од Бог, да се покориш на него, да го почитуваш него. Стави го во ова тело она што го задоволува Бог, она што му е угодно на Бог. И не го злоупотребувај ово тело на било кој начин што не е угоден за него. Кога ти го познаваш Исус Христос како твој спасител, твоето тело е храмот на живиот Бог. Храм на Бог кој вели дека ние треба да имаме страв кон него. И така, ако го злоупотребуваш твоето тело, тоа значи го злоупотребуваш домот на Бог. Помислувам на луѓе кои пијат и го оптоваруваат и злоупотребуваат неговото тело на секаков вид на начини и мислат, знаеш што, тоа не ме повредува мене. Да, тоа те повредува. Кога го почитуваш Бог со твоето тело, што вели тој? Тој вели, тој ќе донесе оздравување на твоето тело и освежување на твоите кости. Помислете на ова. Бог те сака доволно за да ти даде физичко тело во кое тој самиот ќе живее. А тој живее во твоето тело за да зборува преку тебе, да љуби преку тебе, да се грижи преку тебе, за тебе да уживаш во животот. Што вели тој? Тој донесува исцеление на твоето тело и освежување на твоите кости. Тоа не значи дека ако ти се покоруваш на Бог ќе живееш 100 години. Тоа не гарантира бројки на годините. Но она што го гарантира е ова. Кога ти го познаваш Исус Христос како твој спасител, тоа ти гарантира тело населено од живиот Бог, кој ќе го има најдоброто за тебе. Сега, погледнете го овој стих, Изреки 14:26. Во стравот пред Господа има голема доверба. Мој Боже, дали тоа е вистина? Во стравот пред Господа има голема доверба. Кога ти си зависен пред Бог, живееш по Божи живот, има чувство на доверба. Доверба, храброст. Што е тоа? Тоа е заради тоа што Бог во тебе го живее неговиот живот во тебе и преку тебе. Тоа е оној во тебе кој се соочува со она што ти се соочуваш, осигурувајќи те дека ќе бидеш способен да поминеш преку тоа. Доверба, храброст, сигурност, стравот од Бог. Причината зашто ти го чувствуваш тоа е бидејќи го имаш Бог во тебе и бидејќи ти си верник. И го имаш Бог во тебе. Кога ти се соочуваш со ситуацијата, ти не се соочуваш самиот. Ти се соочуваш со тоа заедно со него. Бидејќи тој живее во тебе, ти се соочуваш со секоја поединечна работа во животот, во присуството на светиот Бог, кој те љуби и кој го сака најдоброто за тебе. Така, да имаш страв од Бог е најмудриот начин на живење. Потоа тој вели, слушајте го ова. Псалм 145, стих 19. Тој ќе ги исполни желбите на оние кои се бојат од него. Тој ќе го слушне нивниот плач и ќе ги спаси. Сега слушајте, кога вие живеете живот кој што Бог сака да го живеете, вие го следите него, се покорувате на него. Тој вели, тие желби на вашето срце, Бог ќе одговори. Внимавајте, луѓето го следат Бог, како тој да е духовно чудовиште некаде, чекајќи само некој да погреши. Тој е еден прекрасен Бог кој не љуби. И кога тој вели, тој ќе ги исполни желбите на оние кои се бојат од него. Вие велите, па јас имам некои желби кои можеби не се вклопуваат со Бог. Тогаш ти немаш страв од него. Тоа не значи дека ти нема да ја имаш таа желба или она. Ако имаш страв од него, ти ќе посакуваш она што тој сака да го посакуваш. Тој вели дека ќе ни ги даде желбите на нашето срце. Верувајте во Господа, тој ќе ни ги даде желбите на нашето срце. Јас мислам дека многу луѓе кои се соочуваат со ситуации и околности во нивниот живот се прашуваат зошто тоа не работи кај нив. Зошто тоа не делува? Зошто јас го немам оно што ми е потребно? Каде е Бог во сето ова? Добро, дали ти имаш страв од него? Дали ти живееш таков живот кој ја отвара вратата за Бог да одговори на твојата молитва? Потоа, Псалм 34 стих 7. Ангелот Господов улогорува околу оние кои се бојат од него.
Слушајте го тоа. Ангелот Господов улогорува околу оние кои се бојат од него. Кога јас и ти имаме страф од Бога, ние ја имаме неговата божествена заштита. Сега, само ќе ви предложам. Вие поминувате низ некое тешко време, или можеби сте среќни колку што можете да бидете ова утро. Јас сакам да ви дадам предлог кој ќе го охрабри вашето срце секогаш кога ќе го читате тоа. Читајте го. Псалмот 91, целиот псалм. Ако имате нов превод на Библијата, тоа е најјасно за разбирање. Псалм 91. Луѓето не ја разбираат прекрасната сила на Бог, а колку е спремен тој да покаже на себе си, тој вели, тој обкружува околу нас. Тој не заштитува, тој не ги дава желбите на нашето срце. А потоа, например, во Изреки 19, стих 23, стравот од Господа води кон живот. Не само чукањето на срцето, кон реален живот, вистински живот. Помислувам на луѓето кои се обидуваат да си живеат во своите животи, барајќи среќа, мир, радост, барајќи ова и она. А вистината е дека изворот од каде што го бараат тоа е личноста на Исус која ја држат подалеку од нив. Стравот од Господа. Стравот од Господа е изворот на секој замислен благослов, бидејќи ти го почитуваш него, го слушаш него, се покоруваш на него, го бараш, го очекуваш од него, ти се предаваш на него. Да не се покориш на Бог е будалесто, да бидеш непокорен кон Бог е скапо. И да не се покориш на Бог е големо разочарување. Да не се покориш на Бог е безсмислено. И да се покориш на него, да има страф од него е прекрасно. Слушајте го овој стих. Изреки 10:27. Стравот од Господа го продолжува животот. Па колку долго? Не го знам одговорот на тоа. Можем да го кажам ова. Внимавајте. Личност која живее 40-50 години, верувајќи му на Бог, следејќи го него, живее повеќе од колку личност која физички живее до 70 години без Бог. Вие може да сте тука, но ако си без Бог, ти не живееш. Ти некако си присутен тука, но ти живееш овде, соочувајќи се за Божиот прекрасен суд, кој ти дава можност, кој е спремен да те спаси, спремен да ти помогне, спремен да те води, спремен да те заштитува и сите тие работи. Ние ги читавме стиховите, има многу повеќе. Спремен да направи толку многу за тебе, ако му веруваш нему и го предадеш твојот живот на него. Дозволете ми да го кажам ова на родителите. Ако вие не го правите ова, не очекувајте ниту од вашите деца. Ги сакате вашите деца. Дали го сакате најдоброто за вашите деца? Дали слушате баби, дедовци, татко, мајка? Го сакате најдоброто за вашите деца? Предадете го вашиот живот на Бог, имајте страф од него и живејте пред вашите деца побожен живот. Тоа е најмоќната работа што вие можете да ја направите за вашата фамилија. Најмоќната. Помислете на ова. Стравот од Бог е еден елемент во вашето спасение. Никој никогаш не е спасен ако прво не се предаде себе си на светиот Бог. И така, ние сме спасени преку благодатта на Бог, преку крвта на Исус на крстот. И од тој момент па натаму, тој се вселува во нас, тој го има најдобриот живот за нас. Ние можеме да збркаме понекогаш, тој ни простува, тој не се менува. Слушајте, Бог не си го менува размислувањето за нас. Тој не познава совршено. Јас едноставно ќе ви речам, најмудрата одлука која некогаш ќе ја донесете е да имате страф од живиот Бог, да го почитувате него, да се покорите на него, да го прославите него во вашиот живот, да го возвишите, да го обожавате и да му верувате на него за вашето спасение. Моментот кога сте спремни да верувате во она што тој го рекол, тој е спремен да го промени вашиот живот. Зошто Бог толку го засака светот што го даде неговиот еднороден син, Исус, да секој кој верува во него, ги исповеда своите гревови, го предаде животот на него, ќе има вечен живот. Јас едноставно ќе ви речам, да се боите од Бог е прекрасна работа. Страф од Бога е еден прекрасен благослов.
Да се боите од Бога е едно прекрасно ветување. И сите работи кои ги кажавме има уште толку многу. Едноставно ќе прашам, дали ти се боиш од Него? Дали тој е прв во твојот живот? Пред да отидеш во кревет во ноќта, дали зборуваш со Него? Кога се будиш наутро, дали зборуваш со Него? Кога влегуваш во твојот автомобил за на работа, дали зборуваш со Него? Кога работиш помеѓу луѓе кои не му веруваат, не го сакаат, не веруваат во Него, дали му зборуваш на Него за нив? Дали имаш страв од живиот Бог? Дали го предаде твојот живот на Него? Најважното одлука која некогаш ќе ја донесеш. Тоа е мојата молитва за тебе во името на Исус. Татко, ти благодарам за твојата љубов, твојата прошка, твојата нежност и мноштво благослови кои ти ги имаш запазено за нас. Учи не сите нас како да имаме стравопочит кон тебе. Помогни ни да не го заборавиме она што сме го слушнале. И оспособи не да ти веруваме, кога се околу нас изгледа погрешно. Но ние те имаме тебе живејќи внатре во нас. Плашејќи се од тебе ќе не направи бестрашни од се и секој друг. Ние те славиме заради тоа. Во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.